кои се придобивките од котирањето на државните хартии од вредност на македонската берза. Значи, правиме чекор кон развивање на секундарниот пазар на капитал. До сега е добро развиен примарниот. За нас тоа би значило поголема ликвидност на пазарот, но и поголема транспарентност. Од почетокот на годината, како што кажав, државните харти од вредност ќе станат достапни за повеќе инвеститори, како во земјата, така и во странство. Јас ќе потенцирам дека преку заедничка платформа на берзите од регионот, тоа е CE Link, македонските државни обврзници ќе станат достапни за инвеститорите од регионот. Инаку државните харти од вредност на останатите земји од регионот веќе се достапни на CE Link. Ова ќе придонесе за поголема видливост на цените, тоест поголема транспарентност, а поголемата конкуренција на побарувачката ќе обезбеди подобра цена, односно пониска камата која плаќа државата на инвеститорите. Котацијата на државните харти од вредност на македонската берза ќе биде првиот чекор следната година, но јас би сакал да ја искористам оваа прилика и да го сумирам она што беше постигнато оваа година во поглед на менаџирањето и управувањето со државните харти од вредност. Барем 3 големи настани ја одбележаа 2018 година од страна на Министерството за финансии и пазарот на капитал воопшто. Прво, на почетокот на годината беше издадена најуспешната еврообврзница на Република Македонија со историски најниска каматна стапка од 2,75%. За споредба, каматната стапка на претходните еврообврзници се движеше во распон помеѓу 4 и 10%. Побарувачката на еврообврзницата беше 7-кратно повисока од понудениот износ. Ниедна земја од регионот оваа година не успеа да обезбеди таква побарувачка. Ние ги следевме сите кои издаваа оваа година. Тоа значи дека глобалните инвеститори има доверба во политиките кои што ги правеше и Министерството за финансии и владата. Втората значајна новина која беше направена оваа година е издавањето на 30 годишната државна обврзница. До тогаш најголема рочност беше 15 годишна. Ова е сигурна и беше потврда дека инвеститорите веруваат во кредибилноста на водењето на пред фискалната политика. Исто така и странски инвеститори учествуваа на страната на побарувачката. Во текот на годинава беа одржани 3 аукции на 30 годишната државна обврзница, на кој беше забележан значителен интерес и двојно поголема побарувачка во однос на понудата. А со ова треба да се потенцира дека Македонија е една од првите земји во регионот која што успеа да издаде ваков инструмент со рочност, значи 30 годишна државна хартија од вредност. И трето, кое би сакал да го потенцирам, е дека годинава Министерството за финансии значајно ги намали каматните стапки на државните хартии од вредност, односно ја намали цената која што ја плаќа на инвеститорите. Ова е резултат пред се на високата побарувачка, 2 до 3 пати во просек во однос на понудата на аукциите во 2018 година. Побарувачката се должи на исправните политики и довербата на инвеститорите во македонската економија и генерално во земјата. Ако пред една година, значи ако во 2017 година, Министерството за финансии издаваше хартии од вредност по каматни стапки во распон од 2,10 до 4,30 за инструменти со рок на доспевање од 12 месеци до 15 години. Денес истите тие инструменти се издаваат по каматни стапки во распон од 0,9% за рок на достасување од 12 месеци до 3,4% за 15 годишната државна обврзница, а како што потенцирав, сега имаме и нов инструмент, тоа е 30 годишна, која што има каматна стапка од 4,5%. Или појасно да биде, и уште попластично да го кажам тоа, она што државата на средината на 2017 година го плаќаше како цена за 12 месечна државна хартија од вредност, денес го плаќа за 5 годишна
државна хартија од вредност. Јас на крајот уште еднаш би сакал да се заблагодарам и на директорот на берзата. Мене ми е драго дека заедно градиме чекори за унапредување на пазарот на капитал. Благодарам.